председатели на комисијата, почитувани колеги, почитувани медиуми. Имам неколку суштински забелешки за ова законско решение. Нешто од кое што ќе започнеме, прво не се согласувам дека ова законско решение треба да биде разгледувано на оваа комисија, заради тоа што по целосниот текст и она кое што може да го забележам, исклучително сметам дека надлежна комисија за разгледување на ова законско решение е Комисијата за финансирање и буџет, на која што јас сум пред се член, затоа што сметам дека ваква стручно регулирање на закон кој што исклучително треба да ги регулира финансиските текови во државата треба да бидат разгледувани на таа комисија. Прво заради тоа што по деловникот и по описот на комисијата е за тоа надлежна, а второ заради тоа што сметам дека комисијата сама по себе, земајќи ја професијата или доминантното образование на членовите на таа комисија, може многу посуштински да даде забелешки на еден ваков закон. Нормално тука не сакам да навредам никого. Второ, не се согласувам со тоа дека некакво усогласување со европска регулатива е некаква директива за дигитализација, заради тоа што не е вистина. И тој е уште еден начин за брутално да бидат прекршувани тие норми, затоа што не може врз основа на таква една регулатива да бидат носени вакви закони со европско знаменце, заради тоа што во овој закон апсолутно ништо не се усогласува со европската регулатива, а ваквата тенденција најверојатно ќе продолжи и со вчера усвоениот закон за игри за среќа и тогаш ќе се уште еднаш утврди она кое што го кажуваме ние, кое што е нотирано во сите извештаи на Европската комисија, а тоа е дека Комисијата за европски прашања стана фабрика за носење на закони, односно на оние закони за кои што сериозното мнозинство на граѓани, на стопанството, на коморите има и такако сериозни забелешки. Од она што може да се види, да преминам сега на клучната материја, е дека овој закон во самиот диспозитив, во самиот вовед укажува на тоа дека се доведува, односно се носи законот за регулација на овие финансиски друштва, заради тоа што истите финансиски друштва го имаат зајакнато својата позиција на пазарот. Од она што може да се види во законот е дека такви друштва постојат 33 на број, а и во самиот закон е признаено она кое што е самиот мотив за носење на ваквото законско решение, односно дека ваквите друштва се повеќе на број и дека се повеќе издаваат кредити и на некој начин условно ги обврзуваат граѓаните, а тоа е доказ дека сиромаштијата во нашата држава расте. Опште впечатокот дека овие финансиски друштва досега во овие години кои што постоја и можеби ова законско решение требаше да се донесе многу порано, важат за легален рекет, односно ги одраа граѓаните кои што имаат потреба да се обратат до нив заради тоа што имаат некаква друга потреба да исплатат некои своји побарувања. На ваков начин како што се концепирани овие финансиски друштва не се ништо друго освен легален рекет на граѓаните и ги дерат со каматите кои што им ги ставаат на располагање. Заради тоа што сите тие финансиски инструменти кои што овие ги нудат кон граѓаните не служат за ништо друго освен за дополнително заглавување на така осиромашените граѓани. Важно е да се донесе законско решение кое што ќе има консензус од сите политички партии во собранието, заради тоа што не сме овие финансиски моќници да бидат помокни од потребите на граѓаните. Треба да престане оваа легална лихва, треба да престане ова дерење на граѓаните, но за тоа треба да се направи законско решение во кое што на ниту еден начин нема да биде инволвиран одреден личен интерес или да се остави простор за некаков личен интерес без разлика кој ќе ја предводи извршната власт. Прво, кое што сметам дека треба да се фокусираме и треба да го вметнеме во законот, овие финансиски друштва да бидат регулирани од Народната банка, заради тоа што во овој момент сега тоа не е така. Зошто сметам дека треба да бидат дорегулирани од Народната банка? Заради тоа што ако ние нудиме алтернатива на банкарското работење, тогаш треба самиот надзор да го врши Народната банка, а не Министерството за финансии. Ако го прочитате, драги колеги, овој закон кој што го имам пред мене, укажува на тоа дека суеверен, па би кажал на некој начин, вршител на должноста на надзор или на регулација на овој пазар е Министерството за финансии. Тоа не треба да биде случај. Зошто не треба да биде случај? Заради тоа што министерот на крајот од денот е политичка функција. Тоа значи дека овие финансиски друштва кои што имаат одреден финансиски бенефит може на некој начин да се инволвираат во одредени политички текови, да стигнат до функцијата министер кој што во овој момент ја извршува можеби личност X, можеби нема да ја извршува, но јас сметам дека функцијата министер треба да ја извадиме од овој тек да регулира еден финансиски пазар на вакви моќни играчи. И тоа
Сметам дека е повеќе од сериозно. Затоа што на ваквиот начин на кој што го концепираме ние уредувањето на овој пазар на финансиски друштва, ја правиме таа функција подложна на корупција. Ние не создаваме никаков механизам за да се спречи корупцијата на ваквиот начин. Сега ќе ви објаснам и зошто го мислам ова. Ние во овој закон ја креваме главнината на формирање на овие друштва од 6 милиони на 30 милиони денари. И тоа е факт. Но од друга страна додаваме обврска да овие финансиски друштва може да исплаќаат, односно да извршуваат исплаќања во сума 10 пати поголема од нивните од главницата која што е формирана. Значи, ако е 30 милиони, они ќе можат да вршат одредени позаемувања или одредени финансиски инструменти да даваат на пазарот 10 пати повисоко од таа, значи до 300 милиони денари. Барем јас така го толкувам законот. Ако некое друштво може да издава обврски до 300 милиони денари, тогаш вие го правите многу сериозен играч на финансискиот пазар. И ако 33 друштва можат да се, согласно овој закон, за 12 месеци пререгистрираат и да ги уплатат овие средства, тоа значи дека вие во овој момент ќе имате 33 друштва кои што можат да даваат обврски према граѓаните до 30, односно 300 милиони денари, и вие сакате да ми кажете дека тие нема да се обидат на некаков начин да подкупат некого во министерството кое што е директно ја уредува нивната работа. ВМО. Тоа е една работа и една слабост која што сметам дека треба да биде надмината. Понатаму, можете да го видите во преодните и завршните одредби. Цело време зборуваме дека не треба да се игра на популизам од аспект на висината на глобите. Пишува, прво казните се смешни за прекршувањата кои што може да настанат од ваков тип уредување и работење. Тоа знам дека не е до министерството, можеби треба да се разговара и за системот со глоби, затоа што доколку одредено финансиско друштво не ги почитува законите, замислете, казна е од 8 до 10.000 евра, а некаде е 5.000 евра. Смешна е казната за реперкусиите што може да се случат во ваквото работење. И тоа ви го кажувам отворено. Понатаму, идеме сега од другата страна. Службеникот во Министерството за финансии, кој што нема да ги испочитува обврските кои што му се дадени по овој закон или по законот за општа управна постапка, ќе се казни, соверувајте, од 25 до 100 евра. Тоа значи дека ова финансиско друштво, кое што повторувам, ќе може да издава обврски до 300 милиони денари, може на самиот тој службеник 10 пати поред да му ја плаќа казната, за 10 пати тој службеник да го повторува прекршувањето на делото кое што го стори во моментот, односно не издавање на одредени потврди, за кое што па другата страна може друштвото да остварува одреден профит. Ако веќе зборуваме дека ние даваме алтернатива на банкарскиот сектор, ние треба да додадеме уште една обврска која што јас верувам дека мојата пратеничка група тоа ќе го стори, затоа што сме во контакти со банкарскиот сектор и со доста од овој сектор од финансиските друштва. Не можеме ние да им даваме од една страна привилегии да тргуваат со средства и да обавуваат профит, а од друга страна во описот и пописот да не им дадеме можност да тргуваат со хартии од вредност на начин на кој што тоа го уредуваат позитивните законски прописи на Република Македонија. И зошто го мислам ова? Банките, тука не застанувам на никоја страна, сепак имаат одредена контрибуција во реализирање на капитални инвестиции преку можноста која што им е дадена да тргуваат со хартии од вредност, односно да купуваат одредени обврзници кои што можеби владата или еве општините ќе ги издаваат кон домашниот пазар. Тоа се случува секоја година. Владата, Министерството за финансии издава обврзници према домашниот пазар. Тие обврзници ги купуваат банките. Од тие средства владата финансира одредени проекти, капитални инвестиции и така натак, и така натак, и така натак. Поентата е дека овие финансиски друштва, ако остваруваат вакви профити, и тие ќе треба да добијат можност или на некој начин обврска да излезат на пазарот на хартии од вредност, па и тие да може да купуваат обврзници. Зашто од една страна имаме финансиски друштва кои што ќе може да создаваат само профити, кои што се доминантно или највеќе најголемиот дел од приватна собственост, а не ги обврземе на некој начин да финансираат и проекти на државата или на општините од аспект на капиталните инвестиции, нормално по правилата кои што ги дефинираат тој закон. И сметам дека тука треба сериозно да се размисли и дека треба Министерството да го земе ова како обзир. Понатаму, едно друго прашање кое што сметам дека треба да се отвори, а кое што не е отворено. За вакви сериозни законски решенија мораме да ги инволвираме сите вклучени страни од финансиското делување во Република Македонија. Ова е многу сериозно прашање. Јас помнам дека ние на оваа комисија имавме јавна расправа кога го носевме законот за сметководители, исто така со европско знаменце, а врска немаше со усогласување на европски регулативи, имавме јавна расправа.
Таа јавна расправа имаше заклучоци за кои што верувајте ниту еден не се прифати, законот беше донесен така како што беше донесен. Ова ќе се случи повторно истото. Не можете вие да имате стабилен финансиски и монетарен систем ако не ги носите законите со тотална инволвираност на сите чинители. Затоа сметам дека и за ова треба да има јавна расправа. Зошто? Затоа што ние треба да направиме анализа. Од тие 33 друштва, колку друштва ќе можат во рок од 12 месеци да се пререгистрираат по новите закони, односно по новите обврски кои што им ги доделува законот. Ако не можат најголем дел од нив да се пререгистрираат, заради тоа што ќе треба да ја покачат главницата од 6 милиони на 30 милиони, односно 24 милиони денари повеќе, да ги вложат и да ги стават во главницата, колку луѓе ќе останат без работа? Мислам дека тоа е прашање кое што треба да се постави. Затоа што во ваква економска криза, без разлика какво е моето лично мислење за ваквите финансиски друштва, сепак вработуваат луѓе. Заради тоа што, еве ќе искористам еден аргумент плюс, од аспект на Законот за игри за среќа, самите приредувачи, самите организатори на игри на среќа укажуваат дека доколку се носи законско решение кое што е брзоплето или ако сакате за некој да создаде профит, над 7.000 вработени ќе останат на улиците. Ние мораме како политичари да мислиме и на таа страна од медалата. Затоа ние ќе треба да направиме анализа дали некој ги повикал, дали овие луѓе имаат одредено здружение па да дојдат да ги кажат своите мислења. Како мислите ние да регулираме цел еден дел од финансискиот пазар, финансиски друштва, а да не додат тие кои што се таму можеби организирани во некоја единица како вработени, или тие кои што се сами сопственици или ги менаџираат овие финансиски друштва. Не можеме ние вака да носиме закони, верувајте, кога ги регулираат финансиите и на вака кревка економија без да не го консултираме овој закон со никого. Тоа не е оред. И на крај да ја кажам поентата и она кое што ние како пратеничка група ќе се стремиме, треба овој дел од финансискиот пазар да биде регулиран. Но тоа треба да биде направено со законско решение кое што е усогласено со сите страни и во кое што се инкорпорирани сите аргументи. Финансиските друштва постојат насекаде во Европа и треба да продолжат да постојат заради тоа што на некаков начин тие ја предвижуваат економијата. Но треба да постојат како финансиски друштва во јасно регулирана правна рамка кои што ќе го прават тоа кое што е дефинирано по законот, а ќе продолжат да бидат контрибутори во економијата. Но не како лихварници, не како друштва кои што ќе продолжат да ги дерат граѓаните и нема да имаат никаква општествена одговорност. Затоа ние на ваквото законско решение ќе учествуваме со одредени идеи преку амандмани со цел да го подобриме и се надевам дека мнозинството нема да има суета и дека ќе ги прифати тие амандмани кои што ние ќе ги поднесеме заради тоа што сметаме дека е особено важно да има консензус за едно вакво прашање. Благодарам. Фалим идејред. Ви благодарам. Следен за збор